За јавното обвинителство често клучен доказ, за адвокатите пак сомнеш со кој се турка обвинителниот акт. Институцијата заштитен сведок се користи во сузбивање на кривични дела против државата, како што е тероризам, тешки форми на организиран криминал, а заштитата се врши од посебно полициско оделение. Програмата за заштита на сведокот предвидува чување во тајност на идентитетот, лична заштита, промена на живеалиште, промена на идентитет. Во итни случаи, шемата за заштита на сведоци предвидува комплетно бришење на податоци од матичната евиденција за лицето кое се заштитува и за неговото потесно семејство. Во најстрога тајност и педантно да се избриши вистинскиот идентитет на заштитениот. Потоа на заштитеното лице му се издаваат нови документи и физички се иселува од тој простор. Во судската постапка сведокот добива псевдоним под кој се испрашува, на пример, Е1М1. Неговите податоци се запечатени во коверт и тој може да го отварат само судиите од апелацискиот суд кога одлучуваат по жалба. Кога повторно ќе се запечати, на него се евидентираат судиите што го отвориле. Заштитениот сведок одговара пред судија на претходна постапка, потоа и во полна судница, зборува од посебна просторија, со мутиран глас и заматен лик, а на екранот се гледаат само неговите движења. Ниту судиите не знаат кој зборува зад камерата. Телевизија Нова ексклузивно ви презентира како изгледа едно испрашување на заштитениот сведок во кривичниот суд. Прашуваат обвинителот, адвокатите, судијата, јавноста често е исклучена. Дали на критичниот ден 1.12.2015 година бевте во експозитурата на банката каде што се случи грабежот? Да, бев. Дали го видовте лицето кое извади пиштол? Да, бев. Што правеше лицето со пиштолот и дали некому му се закани и дали нешто побара? Колку што можев да видам, лицето, откако го извади пиштолот, прво на сите ни рече да легнеме на подот, а потоа на вработените им се закануваше и мислам дека бараше да му ги дадат сите пари од сефот. Сведокот не смее да одговара на прашања кои ќе му ја загрозат неговата и безбедноста на семејството, како на пример прашања кои би откриле каде живее и работи. Сослушувањето на заштитените сведоци може да биде пред судија на претходна постапка или на главна расправа. Доколку се работи за сослушување на заштитен, односно загрозен сведок пред судија на претходна постапка, тогаш во просторијата каде што се сослушува сведокот не смее да биде ниту оштетениот, ниту обвинетиот, ниту нивните адвокати или правни застапници. Доколку се работи за исказ, односно сослушување на сведок во главна расправа, може да биде заштитен само неговиот идентитет, односно исказот да го дава под псевдоним, или може да се заштити неговиот лик и неговиот глас. А истото се прави со, како што претходно ви наведов, посебна техника, односно аудиовизуелна техника со која што неговиот лик е видоизменет, а гласот му се деловно му се мутира, односно не смее да се доведе во ситуација присутните во судницата да може да откријат за кое лице се работи, односно кој е сведокот. Заштитата особено е важна и по неговото сведочење. Тоа е дел од спогодбата меѓу лицето пред да стане заштитен сведок и одделението во МВР. Има случаи кога некој осомничен во кривично дело добива статус заштитен сведок и со тоа се спасува од кривична одговорност. Професорот по кривично право Стеван Буџаковски смета дека проблемите во програмата за заштита доаѓаат од менталитетот на мала земја како што е Македонија, кој што исто така специфичен во однос на реализација на заштита на ваков вид на сведоци на кој што им е потребна заштитата. Сега во однос на примената на заштитените сведоци, секогаш како правен основ се зема неопходноста на изјавата, односно давањето на исказот на тој сведок врзано за успешноста на спроведување на постапката. Ние во Република Македонија се соочуваме со одредени современи форми на криминитет, односно модифицирање на одредени форми на криминитет, кои што бараат ваква примена на вакви сведоци, меѓутоа она другата страна заштитата е малку попроблематична. Тука сега можеби како успех за реализација на ваквата заштита треба да се потенцира меѓународната соработка, односно примената на заштитените сведоци потешко би се остварувала на територијата на Република Македонија, подобро би се остварувала во соработка со други држави и таа да се реализира во рамките на тие држави. Како и колку ќе функционира системот за заштита на сведок зависи од финансиската и економската моќ на државата, бидејќи за целосната заштита на сведокот потребни се големи материјални средства.
Иселување е успешно само во држави со голема територија, но не и во Македонија, бидејќи е држава со помала територијална распространетост, па лесно може да се случи лицето да биде пронајдено. Земјите каде што е развиен институтот заштитен сведок, честопати лицето го преселуваат и во друга држава со која имаат подпишано посебни договори за реципроцитет. Иселеното и заштитеното лице во почетокот парично се помага, додека не се снајде во новата средина. Заштитата се остварува се додека постои потреба, односно може да биде и трајна. Неговата лична заштита може да биде 24 часовна и до крајот на неговиот живот, но таа се однесува и на негови блиски личности. И таа се остварува врз основа на неговиот психолошки портрет, понатака медицински карактеристики, социјални карактеристики и така натака, дали има семејство, колку брои семејството, тоа се однесува и на промена на идентитетот и заштитата на целото негово семејство, бидејќи во рамките на законот тоа е точно дефинирано. Значи, постапката е добра, меѓутоа проблем е кај нас реализацијата. Минатата година во Кривичниот суд се испрашале 10 соработници на правдата. Во Основниот суд Скопје 1 се испрашуваат заштитени сведоци од другите градови, бидејќи тука има техника за криење на нивниот идентитет. Користењето заштитени сведоци е практика која во државава се применува не повеќе од една деценија. Во случајот со масакарот во интернет клубот 21 во Скопски Чаир беа повикани сведоци со псевдоними Вардар, Кораб и Водно. Заштитен сведок се користеше и во случајот со убиството во Велешко Ореше, за кој подоцна се утврди дека давал лажен исказ. И во случајот Монструм постоеше заштитен сведок, но тој подоцна стана осомничен во истиот случај, па го загуби статусот. За прв пат во светот, во Америка заштита на сведок се примени во случајот со разбивањето на италијанската мафија Коза Ностра, која беше длабоко навлезена во државниот систем. Тогаш еден од членовите на мафијата на кого му настрадало семејството токму од Коза Ностра, под заштита сведочеше против кланот. Во целата постапка со вербалното сведочење на заштитениот беше разнишано до тогаш најголемото сицилијанско мафијашко семејство во Америка.